Здраво Македонија! Нешто по 18 часот, Сител телевизија, термин резервиран за листа за 300, квиз кој што може да го гледате само на оваа телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени, темите се подготвени, екипата тука е подготвена, што значи време е да започнеме. Започнуваме со запознавање на денешните надпреварувачи. А прво ќе ги повикам оние кои што победија во минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домаќини. Тоа се Сашко и Ордан. Повелете. Ордан, здраво. Здраво. Сашко, здраво. Како сте? Добро, добро. Минатиот пат имавме, како да кажам, Лапсус. едно од најдобрите и најлошите партии. Зборам за вас лично. Малку дадовте многу одговори, точни одговори, да, но за жалко дојдоа паритете. Кикснав пеке делавери денвер, ако не се лажам, така беше. Денеска имате шанса за поправен, да се сконцентрираме на денешното издание и да видиме што ќе биде. Така е. Да не сакате вие да додадете нешто? Немаме ништо што знам. Тоа е тоа. И денеска како домаќини, трет пат ако не се лажам, така беше. Ако победиме денеска, имаме право на уште 2 учества во тој серијал, како да кажеме. Стоиме до третиот круг. Супер! Честитки до вас, еве, нов рекорд. Напојам, минатиот пат срушивме за најмногу надавања, еве сега и за учества, ваши најмногу, личен, персонален рекорд и драго ми е. Епа, ајде денеска да покажеме се што знаеме и умееме, да завршиме ако можеме и до четврти да стигнем. Здравје. Така е, сега ќе ги запознаеме и нив, но за да ги запознаеме прво треба да вас да би ја додела домаќинската кабина. Повелете. Добро. А во нашето студио се и нивните противници, дечките кои што ќе пробат да ги симнат од тронот Сашко и Ордан. Во улога на предизвикувачи денеска Андреј и Данило. Повелете. Данило, здраво. Како си? Андреј, здраво. Одлично, мора да признам. Ајде на брзинка да се познаеме само. Кој сте, како сте, што сте, од каде доаѓате? Сум Данило Цветковиќ, доаѓам од Скопје, 17 години и прв пат ми да се ме преварувам. Би сакал да ги поздравам фамилијата, пријателите, сите што не гледаат, исто професорите од нашето училиште Васил Антевски Дрем. Васил Антевски Дрем. Тоа беше правно-економско во Киселава, да, така? сега и маркетинг нешто додава, но тоа е. Така. Нашето конкурентско школа Јаско Гучев. Ја во Арсени Јовков, познато како Моша порано. Да, во Бутел. И така, бевме, иако мора да признам дека голем дел од другарите, иако како конкуренција се гледавме од една страна, демек ево Борисов и Моша, пак бевме другари. Во градот кај се пак беше све исто. Тоа, само најверојатно конкуренција за женските бевме. А тука кај нас повише. Да, повише. Кај нас највише. Да, повеќе имаше и тогаш ако не се лачам. Јас сум Андреј Пижевски, доаѓам од Скопска Црна Гора. Сакам да ги да ги поздравам мојата фамилија, мојот клас 3-5. И тоа е тоа. Голем поздрав до Скопска Црна Гора и село Глувово. Голем поздрав до Скопска Црна Гора и Глувово рече? Да, село Глувово. Така, село Глувово сум бил таму. Најбавото Скопска Црна Гора. Така е. И дефинитивно се сложам, сум бил натаму, многу е убаво. Ако имате можност да одите да посетите, да прошетате Глувово, ако не се лажам, беше со знакот така. Да, Глувово. Така, Глувово. Да, супер, одлично. Ви се допаѓа, бев кога минатата година. Ке разговараме за тоа, после сега да не ве дефокусирам, за денеска подготвени? Да. Почувате како предизвикувачи, баш да видиме до каде ќе стигнете. Повелете во предизвикувачката кабина. Сашко и Ордан, односно Андреј и Данило се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали работат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми понатаму. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домаќините. Андреј и Данило, дали се слушаме? Слушаме. Одлично. Ако имаме било каков технички проблем во продолжение, да ми кажете веднаш, ако нешто не е јасно да ме прашате, договорено? Да. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Сашко и Ордан, дали се слушаме? Да. Одлично. Домаќини, може да почнеме? Може. Готово. Ете, драги гледачи, кабините се исправни, предизвикувачите подготвени, домаќините расположени, па ајде да започнеме. А започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација, темата за истата гласи. Машки имиња, во кој предпоследната буква е буквата И.
Бараме машки имиња, во кои предпоследната буква е буквата И како Исидора, односно имиња кои најчесто завршуваат со буквите ИР, ИМ, ИН и слично. Последната буква може да биде било која. Секако сите имиња треба да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. Но, за да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. Ќе ви дадам пример, Антонио би било точен одговор. Предпоследната буква е буквата И, а последната буква е буквата О, но како што реков има многу имиња кои што завршуваат на Р, М, Н, Ј, односно на било која буква. Бидете внимателни, само да е предпоследната буква буквата И. Сашко и Ордан, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Андри и Данило, дали не е јасна темата? Јасно. Супер. Драги гледачи, веќе ви е добро познато дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Андреј и Данило. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Сашко и на Ордан. Андреј и Данило, кога ќе имате понуда, кажете ви ја? 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. Едно повеќе 18. 19. 19. 20. 20. Нека одговара. Те одговарат? Ајде да видиме. Сашко и Ордан минатата емисија одговорија 80 имиња каде што се бараше најмалку 3 пати да се содржи буквата А. Ајде да видиме денеска кога се соочени со машки имиња во кои предпоследната буква е буквата И, што ќе направат. Сашко и Ордан, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Антонио. Антонио. Така. Алмир. Алмир. Точен одговор. Сотир. Сотир. Така е. Костадин. Костадин. Костадин, четврти точен одговор. Константин. Константин. Точен одговор. Бесим. Бесим. Така е. Беким. Беким. Така е. Владимир. Владимир. Така е. Бранимир. Бранимир. Точен одговор. Селим. Селим. Точен одговор. Артим. Артим. Точен одговор. Мартин. Мартин. Така е. Велин. Велин. Така е.
Градимир, Градимир. Четрнаесети точен одговор. Драгомир, Драгомир. Така е. Уште 5. Марио, Марио. Супер Марио. Така е. Дарио, Дарио. Точен одговор. мислам, не знам дали е презиме или не. Покажа Арсим. Да, кажа не Артим. Ајде, кажи. Арсим. Арсим. Така е уште 2. Велимир го кажах, нели? Само момент. Велимир, не. Велимир го кажуваме. Велимир. Ако е Велимир точен одговор, уште 1 ќе ни преостане. Пазете да не сгрешите на крај, да не утеме работата. Внимателно, времето ви е сојузник. Стојмир. Стојмир. Епа, Стојмир ви донесе победа денеска и првиот поен од првата лицитација оди кај Сашко и Ордан. Одлично одиграно, без некои поголеми проблеми, нормално на време за размислување и тоа беше тоа. Но нема опуштање, имаме уште една лицитација, а се уште не знаеме за што се способни нели нашите противници. Андри и Данило, добро одиграно, можеби малце. Малце избрзавме. Избрзавме многу. Требаше уште малце. Да, уште малце можеби требаше да надаваме. Сега ни текна едно 20 и нешто, да. Така Може обично више ќе било. погодевме. Да. Да сте живи и здрави, обично тоа е неискуството, нели? Првпат ви е денеска тука, полека, само сконцентрирано во продолжение. пробаме сега, да. Ете така, тоа ми се допаѓа. Браво си за вас и за храброста што сте денеска тука. А ние продолжуваме сега, секако пред да соопштам темата за втората лицитација на брзина, да ги прочитам дел од оние имиња каде што пред машки имиња, каде што пред последната буква е буквата И. Тука имаме Алтин, Арсений, потоа Богатин, Борис, Веселин, Герасим, Градимир, Денис, Емир, Елвир, Елвис, Ефтим, Живоин, Касим, Никодим, Никодин, Радомир, Ратомир, Теодосий, Тихомир, Фадил, Харалампие и така натаму. А сега, драги гледачи, време е за втората лицитација, да видиме дали ќе играме пенали или пак директно ќе се преселиме тука на главната сцена за да се борат за парична награда. А темата за втората лицитација гласи: држави учеснички на зимските олимписки игри во Милано и Кортина 2026 година. Бараме имиња на држави или олимписки комитети кои настапија на зимските олимписки игри што се одржаа оваа година во Милано и Кортина. Настапот на мал дел од руски и белоруски спортисти под олимписко знаме не се признава како одговор. Сашко и Ордан, дали не е јасна темата? Јасно. Супер, Андри и Данило, дали не е јасна темата? Јасно. Иначе преска што заборев да кажам, за целоста заборев е дека мајка ми предаваше порано во Василантовски ден, да. Во Борис, така кажано. Да, Борис, сите го викаме. Сите Бориси го знаат точно. Да не ме дефокусирам. Знаете, драги гледачи, дека први започнуваат со надавање, при втората лицитација оние кои што се наоѓаат во резултатска негатива. Сега моментално во таква ситуација се Андреј и Данило. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Сашко и на Ордан. На Андреј и Данило, кога ќе имате понуда, кажете ми. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 12. 12. 13.
13, 15, 15, 16, 16, 16 по ред, 16, 18, 2 повеќе 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, така? да, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29. 30, Заокружуваме на 30. Тридесет и еден, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34. Има некоја бројка од прилика колку се или? Можам да ти кажам дека се повеќе од 70, помалку од 100. 35, 35, 36, 36, 37, 37, 37, 38, 39, 39. 40, Стигнавме до 40. нека одговарат. Да одговараат. Ајде да видиме, Сашко Јордан денеска не ве оставија на рад. Вашите млади противници Андри и Данило. И така треба да е. Што значи ќе одговараме сега, ќе ни треба 40. Држави учеснички на зимските олимписки игри во Милано и Кортина по 2026 година, за да го освоиме и овој поен. И потоа да атакуваме на паричната награда. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Соединетите Американски држави, САД, Соединетите Американски држави, и ова Олимпијада, ако не се лажам, најтрофени беа, најуспешни, со кинезите, секако. Тука се некако имат повеќе златни американците, ама сребрени па многу повеќе кинези и така натаму, не е важно. Точен одговор? Канада, Канада. Точен одговор? Бразил, Бразил. Така, Бразил освои само еден златен медал оваа Олимпијада. и игра протен. Да, мислам само еден. Не еден, ние што немаме ни еден, тоа од Бразил доаѓаат рачуне. Добро, човекот е норвежанец. Да, тоа да, они во нордиско скијање беше, прочитав и приказната дека Не, во алпско ски. во алпско скијање, да, слалом победи, точно, нешто возеше, така заборавив. Ми се измешаа работите, а прочитав и приказната за него што беше, како беше, но во друго скијање, време, да. Обединетото кралство, Обединето кралство или Велика Британија, Кина да и кажа. После тие. Обединето кралство, Велика Британија, точен Шпанија. одговор. Шпанија. Точен одговор. Португалија, Португалија. Така е. Франција, Франција. Така е. Белгија, Белгија. Точен одговор. Холандија, Холандија. Точен одговор. Полска, Полска. Така е. Германија, Германија. Точен одговор.
Норвешка, Норвешка, Финска, така е, Финска, точен Шведска, одговор, Шведска, Летонија, Летонија, така е, Чешка, Чешка, точен одговор, Словачка, Словачка, точен одговор, Австрија, 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 така е, еве на списокот и Австрија точен одговор, Швајцарија, Швајцарија, точен одговор, Данска, Данска, точно на пола, така е, Унгарија, Унгарија, точен одговор, Романија, Романија, така е, Бугарија, Бугарија, и Бугарија е точен одговор, Турција, Турција, точен Грција. одговор, Грција, така е, Албанија, Албанија, точен одговор, Македонија, Македонија, точен одговор, Србија, Србија, Хрватска, Хрватска, точен одговор, Словенија, Словенија, точен одговор и Босна и уште 10. Херцеговина, Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина, БИХ. Така е, Црна Гора, Црна Гора, точно, Италија, Италија, така е, Нов Зеланд, Нов Зеланд, и Нов Зеланд е точен одговор, Кина, Кина, така е, Јапонија, Јапонија, точно, Јужна Кореја има таму се одржа. Јужна Кореја, Јужна Кореја, така е, Австралија, Австралија, Европа нека да не спушти. То колко у нас Австралија, мислам дека би trebalo da vidimo. Австралија, 38 точен одговор. Ајде, уште двечки. Ето, да ми текне малку. Не може да. Andori Matira. Znači da treba. Čekaj, sa Rusija, Belorusija i Ukrajina, ne, Ukrajina možda se takmiče protiv Hrvata. Ne, Estonija, rekao? Ne, ne rekao. Estonija, Естонија. Ајде да видиме. Естонија 39 точен одговор. Кој ќе биде последниот? Исланд, ај. Исланд.
Имавме многу потфучни имиња тука да играме, но и Исланд беше еден од оние кои што зема учество на зимските олимписки игри во Милано и Кортина 2026 година. Сашки Ордан, немам никаква забелешка до вас, баш напротив. Можам само да ве пофалам за покажаното знаење денеска, брзината, експлицитноста и све така натаму да кажеме, ајде да додадеме зборови кои што немаат врска со ова, мајде. Така, нека има. Супер бевте денеска, сериозно ви кажувам. Браво, првично со ние многу одговори што ги дадовме минатата емисија, па после продолживме наваму со мачки тимиња, очигледно не лежат тие две теми. Ке мора да смениме нешто понатаму. се жалам. Андри Данилов, ниту за вас имам некоја замерка, едноставно ви се погодија едни од поквалитетните надпреварувачи, како за прв пат. Онака, несрек тоа е тоа. Но не е ништо готово, покажавте дека сте храбри, само криво ми е што не го видовме знаењето, нели, каде ни е, што ни е. За следен пат го чуваме. Така е, ми се допаѓа ова, Андреј. Ќе се видиме и нареден пат. Тоа сакам да го слушнам. Вратите ви се секогаш отворени во нашиот квиз. Сакаме млада сила, млади квизаджи, затоа искрено од се срце се надевам дека повторно ќе се видиме и ќе се дружиме тука. За жал, сега морам да ви кажам чао. А пред да ги повикам Сашки Ордан да ми се придружат тука на главната сцена и да се пробаат да видат дали ќе освоат повторно парична награда, да прочитаме дел од оние држави учеснички на зимските олимписки игри во Милано и Кортина 2026. Ги имаме тука Аргентина, Бенин, Боливија, Бразил, како што рековме, кои освоија еден златен медал, Гвинеја, Бисао, Венецуела, Велика Британија, Еквадор, Еритреја, Ерменија, Естонија, Израел, Индија, Иран, Ирска, Италија, Јужноафриканска република, Јамајка, кои што традиционално се надпреваруваат во боб санкање и боб двосет и четворосет. Ако сте го гледале Cool Runnings филмот, се ќе ви биде јасно. Киргистан, Колумбија, Мадагаскар, Мексико, Монголија, Нигерија, Обединети Арапски Емирати, Саудиска Арабија, Тринидад и Тобаго и така натаму. А сега, Сашки Ордан, повелете тука на главната сцена да ве соочиме со темата од нашата листа. А што ќе направат, ќе видиме сите заедно во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Сашко Ордан се тука со мене на главната сцена и сега за кратко ќе ги соочиме и со темата од нашата листа, но стандардно знаете како е. Се подсетиме како стојат работите со нашата листа која е составена од 15 празни полиња кои што ќе треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме она максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате со парична награда од 300 евра. Имам интересна тема, сега пред малку спомнате кога ќе дојде овој дел како да побуша концентрацијата некако. Денеска пополека минатиот пат неславно завршивме после одлична партија. За жал, според мене требаше 300 евра беа малце за како премија, а не па со нула да си заминете. Многу ми беше криво, па ајде денеска да го поправиме резултатот. Дали сте подготвени? Може. Супер. Слушајте вие, драги гледачи, зашто денеска го тестираме нашето знаење на тема. Најдолги реки во Европа со должина над 300 километри. Бараме имиња на реки во Европа кои се подолги од 300 километри самостојно, без нивните придружни реки. Пример, реките Мисисипи со Мисури во Америка често пати ги смета за една река, но вие би требало тогаш да ги кажете поединечно, секако ако се подолги од 300 метри. Мислам дека се разбрав. Да не кажувам пример со наши реки, за да не откриваме, ама мислам дека е јасно. Како темава? Како ви звучи? Ќе видиме. Ќе видиме, минатиот пат, ако не се лажам, игравме реки, така беше? Реки игравме на лицитацијата. Да, на лицитацијата, така. Не бевме лоши кога стануваше збор за реки во околината. Да. Сега таму немавме ограничување со должина, да, сега ајде да видиме во Европа. Започнете кога сакате. Дунав, Дунав, Волга, Него во Европа. тоа во Европа е. така е, Волга Волга, и Сава е наша. така е, Од Словенија 200 километри има навако. Рајна. Рајна, Е со Сава некако до Белград. Тука е некаде.
Рајне, сигурно 300, повеќе од 300 километри и тоа е точен одговор за вас. Имаме сега 50 евра. Ајде сега да видиме за понатаму. Најголеми Сена. Morava mislim neka mala. Morava mala. Ovo je ona Renat. Vardar. Vardar je mnogo. 100-200 malo da ćemo Sliši. Не, повеќе од 300. Немој за Вардар, молим. Добро, тук да ја две срачам до Не, крај. ја дојдовте ни идеја поминатото. 150-200 километри во Македонија и 100 во Грција. Јас сакав да правам тура, да одам пешки, да одам должината на река Вардар, баш по теченијето и никако да го реализирам сето Кога тоа. виде колку е долга, Па кога видов дека е, да, ме фати некако така. Значи, одиме со Вардар? Да. Ајде, Вардар. Не знам колку беше, не ми текна, немам тука точен податок, ама сигурно е повеќе од 300. 388 километри, ви благодарам. Сена, Потоа Сена. Сена не беше тркач на време. Беше. Беше кај крстен по реката. Беше, а реката се уште е. А реката се уште е, така. Сена, пети точен одговор и за 100 евра. Morava treba da bude. Ona je golema. Morava. Ili neka gore od Evrope što je. Germanija. Лена. Долга е, да. Која? Лена, Лена. во Русија. Лена, само секунда. Горе што беше, некај Ленинград. Урал има река. Само планина или река Урал? И река има. Европска која е тука Рајна, е голема. Драва. To je srpsko. Темза, може би над 300. Ne. Леле. Што во Азија? Во Азија. 4400 километри, иначе убедливо најдолга Цела во Азија? цела во Азија. Мислам, не знам дали тече дел во... Сега ќе видиме, ако можеме да провериме. Но се води како река од Азија, не во Европа. Нема. Стварно не бак сузено во идол ке сутам. А што сменивме? Нели друго и сакавме да играме место... Morava. Па зошто се предомисливте да речеме се? Нема сигурен, најде тука локалне. И Сава исто. не? Ки имаме вака, потоа Днепар, Днестар, добро, Драва, Дрим, Дрина, Дунав. Ја имаме исто така и Струма, Темза, Тибар, Тиса, Урал и така натаму. А таа Лена. Ја мислев дека во европскиот дел. Под Урал малку наваке дека. Да, за жал не. Сашки Ордан, пак ќе кажам, мора наредниот пат, затоа што обезбедивте учество, наредниот пат атакуваме на 300 евра и не ме пуштам без да се отидете. Зошто? Едни од најквалитетните надпреварувачи сте кога станува збор за наддавањата, да си скратам маките, но кога ќе дојдеме до овој финалниот дел, не знам зошто не прати Баксус. Многу ми е криво и многу ми е жал, но па како утеха ми е тоа што ќе се дружиме во наредното издание на нашиот квиз. До тогаш останете ми во добро здравје, главата горе, растурете, само уште парите да ги земете. А со ова, драги гледачи, доопме до самиот крај на денешното издание, не знам што ми е денеска, на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!